Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве не денес во 20-та поред емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Како што забележувате, веќе овдека е запролетено, меѓутоа како доаѓа пролета, така доаѓа и Великденскиот пост. А со Великденскиот пост треба да зајакне нашата духовност, односно нашето стражарење, да почнеме да размислуваме малку повеќе на духовните теми, а и на духовниот живот. Затоа избравме темата за Божјата промисла и неговото водство. Ние за оваа тема имаме едно предавање од Цивица. Ќе ни објасниш ли зашто ја одбравме токму оваа тема и ова предавање? Братушко, поздрав до нашите гледачи. Значи, на барање на гледачите на нашата емисија Потрага по вредности, еве ја пуштаме оваа емисија, односно тоа е едно предавање мое, посветено на Божјата промисла и неговото водство. Значи, ова предавање во себе носи една многу битна порака, дека се што се случува во овој свет не е Божја волја. Значи, голема е мудроста на човекот да разбере што во овој свет е од Бога, што е промислено, благословено од Него, што е Негово водство во нашиот живот, а што не е. Значи, ние не можеме се што се случува во овој свет да велиме дека тоа е по Божја волја или по Негова промисла и така натаму. Значи, треба да разликуваме Божја промисла, Божјо водство и Божјо допуштение. Тоа е наш избор, она што ние го преме по наша волја. И сега ова предавање, тоа е всушност толкување на старозаветната приказна или сведоштво за Јосиф, со толкувачот, и преку толкување на овој старозаветен текст ќе се обидеме, значи, на вистински начин на луѓето кои се заинтересирани за оваа проблематика, да им објасниме што е Божјата промисла или Божјото водство, како тоа да се препознае во нашиот личен, семеен, општествен и црковен живот. Мислам дека предавањето ќе биде интересно и многу полезно, и како што спомна и ти, се наоѓаме во времето на Великиот пост, период во кој треба малце посериозно да размислуваме за нашиот духовен живот, за нашиот подвиг, но пред се подвигот е вистински подвиг ако се прави со благослов Божи и ако живееме во неговата волја, неговата промисла. Ова предавање ќе објасни. Благодарам од Цивица. Останува само да ги замолиме нашите гледатели да ја проследат со интерес оваа тема и сигурен сум дека ќе имаат благодат Божја и водство во нивните животи ако правилно ги следат пораките што во ова предавање ќе бидат изнесени. Значи, кога го подготвував денешното предавање, за да колку може рационално да се објасни оваа проблематика, се навратив на многу познатата тема од Стариот Завет, од првата книга Мојсеева, а тоа е случувањата или Божјата промисла со синот на Јаков, Јосиф. Многумина од вас филмот за Јосиф со толкувачот сте го гледале на телевизија, го имате и во играна форма, го имате и како цртан филм и така натаму. И многу интересно е што настанот поврзан со Јосиф со толкувачот, синот на Јаков, навистина кога се чита во Светото писмо на Стариот Завет, се гледа дека пророкот Мојсе му обрна многу внимание. Значи, вистина, овој настан е многу детално опишан. Не случајно, затоа што преку овој настан има и други настани, се разбира, Светото писмо е исполнето со Божјата промисла. Всушност, ако говориме за Светото писмо на Стариот и Новиот Завет, тоа е всушност запишаната Божја промисла, запишаниот Божји план, запишаното Божјо делување во овој ваков свет преку конкретни личности и општество. Конкретно во Стариот Завет тоа е Старозаветниот народ, Божји еврејскиот народ, а во Новиот Завет тоа е црквата. И сега, ако целото писмо е сведоштво за таа Божја промисла, за тоа Божјо водство преку конкретни личности и конкретни општества, заедници и така натаму, еве ќе се потрудиме преку настанот на Јосиф со толкувачот, сето она што било поврзано со неговиот живот,
да влеземе, да продреме во проблематиката на тоа како може да ја разбереме Божјата промисла во нашиот живот преку анализирањето на Божјата промисла во животот на Јосиф. Браќи и сестри, кога читаме Светото писмо на Стариот Завет, уште во првата глава од првата книга Мојсеева, ние ги читаме овие зборови. Потоа Бог, Елохим, рече да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие, како што сме ние. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде. И сега вие се прашувате зошто Отец Ивица ова го цитира и со ова почнува. Браќи и сестри, светите оци на црквата, толкувачите на Светото писмо, овој стих го нарекуваат мегали вули или големиот собор, собирање, ако може така да се, совет на Пресветата Троица. Внимавајте што напишал пророкот Мојсей. Потоа Бог рече да создадеме човек во множина. Да создадеме човек. Сега, кога се нурнуваме во содржината на Светото писмо и на Стариот и Новиот Завет, ние разбираме дека создавањето на човекот, создавањето на личноста, на тоа што сме ние, одела од Отецот кој е иницијатор за создавањето. Оваа икона што ја гледате, таа икона е символично представување на догмата на Светата Троица, затоа што Бог не може да се пренесе, ме разбирате, не може да се наслика. Тоа е символично представување на троединиот Бог, а како мотив за ова символично представување на троединиот Бог, Свети Андрей Рублјов го зима тој мотив, односно таа средба на трите ангели со патриархот Аврам. И сега, значи, толкувачите на Светото писмо велат вака: Бог е еден и единствен, со една природа, со една суштина, со едно совршенство, со една волја, со една љубов, но три личности. Отец кој има свој син и Свет Дух. Исто така толкувачите велат дека процесот за создавањето на човекот доаѓа од Отецот како иницијатор, преку Синот кој е смислодавач, логос, оној кој ја дава смислата на тоа што треба да постои, или како што јас многу често во моите предавања Логосот Божи го нарекувам програмер, затоа што тој ја дава програмата на тоа што треба да постои, а Светиот Дух е оној кој таа програма или тоа нешто кој треба да постои од таа сфера на непостоење го приведува во сферата на постоењето. Не разбирате? Сега, зошто ово ви го говорам? Затоа што во тој предвечен совет на едниот Бог и единствениот Бог, на Отецот, Синот и Светиот Дух, Бог знаеше што ќе се случува со човештвото. Внимавајте, Бог знаеше што ќе се случува со човештвото, затоа што Бог е над времето и над просторот. Бог е се знае. Тој не е детерминиран од ништо, ме разбирате? Тој не е детерминиран. Он не е условен, не е ограничен со ништо. Тој знае што ќе се случи. И внимавајте, кога тој влегува во мистеријата на создавањето, тој знае што ќе се случи со човештвото, што ќе се случи со прво создадениот Адам, што ќе се случи со Ева и што ќе се случи со сите оние што ќе настанат како последица на постоењето на Адам и Ева, односно на целото човештво. Бог знае, не разбирате? Бог знае што ќе се случи. Бог знае што ќе се случи со постоењето на секоја човечка личност во овој свет. Не разбирате? Бог го има презнаењето на се. Бог го има презнаењето на се. И Бог, внимавајте, Бог кога не внел во постоење, кога го внел Адама, потоа и Ева во постоење, тој им дал насока, им дал правец, им дал смисла, им дал процес во кој тие требале да живеат. Тој процес е неговата промисла, не разбирате? Значи он имал план, имал промисла со нив. Не разбирате? Значи тој имал план. Планот Божји е таа негова промисла. Не била Божјата промисла, не бил Божјиот план Адам и Ева да отпаднат од него.
Не била Божјата промисла, не бил Божјиот план Адам и Ева да се инфицираат со злото, да инфицирајќи се со злото во себе доживеат грев, а како грев и зло да доживеат духовна па и биолошка смрт и се тоа што се случува во овој свет. Внимавајте, тоа не е Божјата промисла. Ние кога читаме разговорот помеѓу Бог и Адам, Бог му вели, значи од секое дрво во рајската градина може да јадете, освен од дрвото на доброто и злото. Во тој ден кога ќе јадете, ќе умрете. Тоа е Божјата волја. Значи немој да го правите тоа. А правете го ова. Бог кажува: ова е мојата волја, ова е мојата промисла со вас. Ова правете го, ова не го правете. Свети Јован Златоуст, толкувајќи го овој дел од Светото писмо, овој разговор помеѓу Бог и Адам, вели дека не за секогаш Бог му забранил на првосоздадениот Адам и Ева да јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото. Не за секогаш. Туку Бог очекувал Адам и Ева да живеат во неговата промисла, да живеат во неговиот план, во неговиот процес за тоа тие да го остваруваат своето подобие, својата личностна зрелост, да се Богу усовршуваат, да ги стегнуваат Божите својства, за кога ќе бидат духовно зрели, да можат да ја носат вистината за сознанието на доброто и злото. Внимавајте, ова е многу широка тема, ова тема сме ја обработувале. Значи, мене не ми е сега битно да ја разберете таа проблематика на доброто и злото, затоа што сме го имале тоа предавање. Мене ми е битно да ја разберете логиката на Божјата промисла. Значи, Бог немал промисла, не промислувал, не било тоа во неговиот план Адам и Ева да отпаднат од него, да се инфицираат со злото, како последица на злото во себе да доживеат грев, а како последица на гревот и злото да доживеат духовна смрт, болести, страдања, неправди и биолошка смрт. Односно да го имаме овој начин на постоење како што го имаме во овој свет и век. Дали е до сега малку јасно ова? Значи, што е Божја промисла, што не е Божја промисла. И светите оци, она што не е Божја промисла, но Бог ни го допушта затоа што е наш избор, тоа го нарекуваат Божјото пуштение. Но Божјото допуштение не е Божја промисла. Ако јас на моите деца им кажам да го прават тоа и тоа, а тие не го прават тоа што јас им го кажал, јас им ги советувал, а прават нешто спротивно на тоа, тие нема да бидат во промислата моја за нив, туку ќе одат по своја волја. А ако одат по своја волја, јас не можам да ја одземам нивната волја, затоа што секој има од Бога дарувано слободен избор, односно слободна волја. И Бог тука не се меша. А зошто не се меша? Затоа што Бог е апсолутна љубов. А е апсолутна љубов затоа што е апсолутна слобода. А Бог е, затоа што е апсолутна љубов, апсолутна слобода, Бог не може да оди против себе си. Бог нас не создал како личности со слобода на избор. И тогаш, кога ние не живееме по неговата промисла, по неговата волја, тогаш, кога живееме по нашиот избор, тоа е Божјо допуштение. Ама Божјото допуштение не е Божјиот план. Тоа е тоа. Сега, ќе рипнеме еден долг период од тој предисторијски контекст на човештвото. Некаде околу 3000 година пред Христос се раѓа Евер или Ебер, потомокот на Сим. Сим е еден од синовите на Ное. Сим, Хам и Јафет, односно Сим, Јафет и Хам. Ако го читате сведоштвото за потопот, пред и по потопот, ќе ја видите исто така промислата Божја преку Ное. Потоа ќе ја видите промислата Божја и преку неговите синови Сим, Хам и Јафет. Но сега ние ќе одиме и ќе ја разгледаме промислата Божја преку синот на Ное Сим. Од Сим, како што ни сведочи Светото писмо, како потомок на Сим, Арфаксад го роди Каинан. Каинан го роди Сала го роди Евер. На Евер му се родија двајца синови. На едниот му беше име Фалек, зашто во негово време се раздели земјата, а името на брат му беше Јоктан. И сега повторно ќе кажете, зошто се оти сивица ова ни го
цитирал Светото писмо, затоа што овој Евер, се зависи од читањето на хибру, е татко на евреите. Татко е од таму евери. И од таму ибру, јазикот што го зборат евреите. Да. Сега видете сега што е најинтересно. Во еврејскиот Талмуд, во еврејското предание, евреите имаат исто како што ние во црквата имаме предание, имаат свое предание. Они велат вака, дека овој Евер, кога се градела Вавилонската кула, тој се спротиставил на градењето на Вавилонската кула и бил непослушен, се оделил со своето племе. И сега внимавајте. Ова тука е на македонски, зашто во негово време се раздели земјата. Всушност, ако се оди малце во поточно толкување, се разделија народите. Што тоа значи? Со градењето на Вавилонската кула, знаете, како последица на непослушноста на народите, племињата од тоа време во однос на Божјата промисла, Бог несе смут кај народите затоа што секој зборуваше на свој јазик. Сите го заборавија тој едемски јазик или рајскиот јазик. И сега според евреите, според нивното предание, рајскиот јазик, јазикот на Адам и Ева, јазикот на Ное, на пред оние што живееле пред Ное и после Ное, е хибру, еврејскиот јазик, ама хибру, тој е јазикот на Тора, јазикот на кој се напишани 5 книги Мојсеева, пророците и така натаму. Кога евреите 1949 година се враќаат во Израел, или 2000 години се надвор, тие го постановуваат овој древен јазик. Иако разни диалекти има, се зависи кој каде бил по планетата, расставен по планетата Земја, кога се враќаат, они овој древен антички јазик го постановуваат како говорен јазик. И денеска тие си го користат овој јазик. Сега, понатаму, внимавајте, од овој Евер, во неколку поколенија се раѓа Тара, таткото на Авраам. А Авраам се раѓа 2166 година пред Христос. Раѓањето на Авраам било во Ур. Тука имаме на современа карта, еве Ур, тука е Вавилон, тука е таа древна култура на постпотопното човештво. Денеска тоа се наоѓа помеѓу Иран, Ирак, Сирија, тој предел. Тој е тој библиски појас. Сега одиме понатаму. За Аврам многу сме говореле, но Аврам е само битен затоа што од Аврам се раѓа Исак. Еве, ова е таа карта која колку толку ни го разоткрива географски тој предел во кој живееле луѓето за кои ние сега во моментот зборуваме. Авраам, Исак, Јаков, синовите на Јаков и се разбира Јосиф. 2066 година пред Христос се раѓа Исак, синот на Аврам и Сара. 2006 година пред Христос се раѓа Исав и Јаков, а 1991 година пред Христос умира патриархот Авраам и во 1915 година од Рахилја, жената на Јаков, и сега тоа треба да читате колку години, 20 години бил кај својот таст Јаков и така натаму, додека му ја даде Рахилја, и на крај од Рахилја има два сина, Јосиф и Бенјамин. Да. А од останатите жени има уште 10 сина, и од тие 10 сина се формираат 12 племиња Израиле. Гледате како Бог промислува. Полека. Сега од 1915 година пред Христос се раѓа Јосиф или Јосеф, што буквално преведено на македонски значи Бог е оној кој умножува. Сега, во самото име на Јосиф, внимавајте, во самото име на Јосиф се крие Божјата промисла со неговиот живот. Како Бог со самото негово име ќе промисли за сите оние кои живееле во неговото време. Односно, Бог ја покажал својата промисла, својот план преку Јосиф.
ова би е убаво да го знаете кога го читате Светото писмо, да знаете дека старозаветниот народ Божи настанува од 12 синови на Јакова. Значи патриархот Јаков имаше 12 синови, од кои настана 12 племења Израилеви. Од Лија му се родија Рувим, Симеон, Леви, Јуда, Заволон и Сахар. Од слугинката на Рахилја Билха му се родија Дан и Нафталим, а од слугинката на Лија Зилпа му се родија Гат и Ашер, а од Рахилја му се родија Јосиф и Венјамин. Внимавајте, ова се тие 12 синови на Јаков, кои покажаа завидливост во однос на Јосиф. Тоа се тие 12 синови. Сега ќе одиме на приказката на настанот поврзан со Јосиф. Едно мало објаснување. Се тоа што ви оговорав до сега беше информација за да разберете од кој родослов е Јосиф. Разбирате? Од кој родослов? Значи, тој се наоѓа во контекстот на Божјата промисла. Бог, по падот на човештвото, по отпаѓањето на човештвото од промислата Божја за начинот на постоењето на човештвото, Бог промислува, внимавајте, промислува како да го спаси човештвото. Како да го спаси човештвото од злото, гревот, смртта и пред се и над се сотонското робство. Божјата промисла за ослободување и спасение на човештвото се движела во овој правец. Бог го формира старозаветниот народ Божи. Од 12 синови на Јаков се формира 12 племиња, од 12 племиња се формира старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, кои се нарекуваат евреи од нивниот прататко, основач Евер. Разбирате, сега имате една слика. Гледате сега Божјата промисла. Како оди Божјиот план од генерација во генерација. Од генерација во генерација. Сега, доаѓаме до Јосиф. Јосиф е предпоследниот син, како што реков, на Јакова од Рахилја. Јосиф и последниот син е Бенјамин или Венјамин. Јосиф, како што пишува во Светото писмо, бил особено љубен од својот татко Јаков. Бил особено љубен од својот татко Јаков и заради својот карактер, и заради своето смирение. Самиот тој како личност бил навистина препознатлив по тоа што самиот фараон дури го има потврдено дека во него има дух Божи. Внимавајте, дух Божи. Значи, во него се чувствувало пројавувањето на Божиот дух. Односно, што тоа значи? Во него се чувствувало и осознавало од околината пројавувањето на Божјата промисла. Бог делувал преку него. Односно, Бог го водел, не разбирате? Бог делувал внатре во неговиот живот и Бог го водел. И затоа во еден момент Бог на Јосифа му дава еден сон, кој он го раскажа. А тоа е со 12 снопови. Како 11 снопови се поклонуваат на едниот сноп. И сега, тоа неговите браќа, оние предмалку што ги прочитав, го протолкувале на еден многу, како да ви кажам, неблагословен начин. Сега внимавајте, тој дел, овој дел го нарекувам јас пројава на промислата. Преку овој се сон, Бог ја пројавува, внимавајте, ја искажува промислата за Јосиф. Дека Бог има посебен план со него. Внимавајте, Бог немал за план да го направи Јосиф над своите браќа. Не, ама неговите браќа тоа така го разбрали. Не сваќате? Тоа е таа падната природа кај нас луѓето. Тоа е таа состојба на егоизам за која говоревме и на минатото и на предминатото предавање. Состојба на суета и што е најстрашно, најстрашната, најадската пројава на злото, тоа е завидливост. Завидливост. Значи, внимавајте,
наместо тие да го протолкуваат тоа, пошто они знаеле, ја чувствувале таа состојба на смирение, на љубов, на служење што извирала од личноста на Јосиф, наместо тие со послушание на таа пројава на Божиот дух да се обрнат кон Јосиф, тие реагираат со завидливост. Исто како што Каин реагираше со завидливост во однос на Авел. Исто како што светлоносецот ја пројави својата завидливост кон Бог, нељубовно се споредуваше со самиот Творец, и како таа последица од тоа нељубовно споредување, внимавајте, на создаденото битие со несоздаденото битие, настана отпаѓањето на светлоносецот. Како што тој отпадна од завидливоста, како што Каин губи Авела поради завидливоста, така браќата на Јосифа што планираат? Па да го убијат. Што мислите? Завидливоста е страшна пројава на злото, луѓе. Кога ти завидуваш некому, ти сакаш да го елиминираш. Тоа значи, че ти не го сакаш. Тој ти пречи. Тој ти пречи во пројава на својата волја, во пројава на своите интереси, ме разбирате? И сега се појавува еден Божи човек тука, Бог се пројавил преку него, и сега овие реагираат со завидливост. И сега сведоштвото на Светото писмо ни вели за тоа дека сакале да го фрлат во дупка, па после тоа се премислиле и го продале на некои смеличани. И внимавајте како оди Божјата промисла. Тој потоа бива купен. Тоа е вака. Значи, тоа е тој разговор меѓу браќата, меѓу 12 браќа, иако, внимавајте, два од тие 11, Рувим и Јуда, не биле баш сложни околу тоа да биде убиен Јосиф, но сепак, тука има многу интересен момент. Кога завидливоста ќе победи на еден начин, кога завидливоста ќе почне да делува во животот на луѓето, тогаш дури и да знаеш дека не си во право, паднатата природа на еден начин бара компромис со оние останатите. Сега и Исакар и Јуда барал некаков компромис со тоа да не биде убиен Јосиф, но внимавајте. Ајде сега вака да гледаме. Која е Божјата промисла? Која е Божјата промисла? Божјата промисла не била браќата на Јосиф да му завидуваат. Тоа не е Божја промисла. Не била Божјата промисла тие да сака да го убијат. Ама Божја промисла била, сега тука е тоа, Божја промисла била да Јосиф го напушти своето племе. Сега, тука е еден момент многу тежок за расудување, искрено да ви кажам. Каде е сега Божјата промисла, Божјото допуштение и волјата на останатите во заедницата? Сега, дали Бог го промислил тоа, овие тоа да го направат во однос на својот брат, или дали Бог го допуштил за да се оствари неговата промисла? Тоа е исто како проблемот со Јуда. Дали е Божја промисла Јуда да го предаде Христос? Не разбирате? Че има тука многу нешта кои се крајно тешки така за расудување, но сокот од расудувањето е следниот. Бог некогаш ја го користи своето допуштение, односно волјата на луѓето, за да преку тоа ја оствари својата промисла. И како што кажав на почетокот на предавањето, внимавајте, да се зборува за Божјата промисла на рационален план е многу тешка работа. Јас тоа го правам во моментот. Да. Не може до крај да се просуди. Но Бог е тој кој е семојтниот и кој ја спроведува својата промисла во овој и вако свет, како што реков, како конкретни личности и заедници. Еве, сега говориме за Јосиф. И сега внимавајте. Како оди понатаму Божјата промисла? Јосиф бил купен од Потифар, човек египтјанец кој бил многу богат. Многу богат.
му омилел ликот на Јосиф. Јосиф бил висок, стаменит, младич. И внимавајте во 39-та глава, што пишува пророкот Мојсей. 39-та глава, 2 стих. И Господ беше со Јосиф. Во целата оваа ситуација, кога неговите браќа сака да го убијат, па го продаваат, па овие измаелтјаните го продаваат на египтјаните, овој Потифар го купува и така натаму. И сега внимавајте што пишува пророкот Мојсей. И Господ беше со Јосиф. Што значи тоа? Како ние да го разбереме? Значи, внимавајте, во целата таа промисла Божја, Бог директно го води Јосифа во неговите секојдневни животни ситуации. Не разбирате? Значи, ако Божјата промисла, ако Божјиот план е нешто покрупно, со подалеченска цел, а Божјото водство е водството на Бог во конкретната личност во неговиот секојдневен живот, за да се оствари Божјата промисла. Не разбирате? Дали ме разбирате ли? Да. Ова е многу битно. Видете сега. Значи, јас еве Емилија, дојди вамо Емилија. Значи, Емилија, јас сум тренер по трчање. Она е маратонка и треба да трча на некој маратон таму. И она сега доаѓа заедно со мене, вика, така и така, сака да ме подготвиш за да победам на тој маратон. Значи, маратонот ни е нашата задача, тоа е нашата промисла, нашата цел. Не разбирате? Нашата цел е победа на маратонот. Но за да Емилија победа на маратонот, што треба да прави? Па треба да вежба. Така ли? Треба да вежба. Значи, тренерот секојдневно ја обучува во незиниот секојдневен живот. Ја подготвува за да се оствари таа цел. Благодарам. Сега, истото тоа Бог го прави со нас. Не разбирате? Сега говориме за Јосиф, за нас понатаму ќе разговараме. Да. Сега, истото тоа Бог го прави со Јосиф. Бог е со него. Бог е со него. И сега, кога ќе кажеме и Господ беше со Јосиф, тоа е таа пројава на Божјиот дух, на Божјото водство, во личноста, во душата, во умот на Јосифа. Пошто внимавајте, како се чувствувал Јосиф? Неговите најблиски се откажале од него. Овие го купиле како роб. Овој го продава, овие го купиле, па после го продале како он е роб. Роб. Мислите како се чувствува? Но ние, еве според овој текст, нема не робта Јосиф на тоа, не се буни. И на почетокот тоа го кажам. Значи, нешто што било препознатливо во неговата личност е неговото смирение. Значи, не е спокој. Ние христијаните кога велиме смирение, тоа не е спокоен човек. Има некои луѓе кои по природа се спокојни. Ние кога говориме за смирение, говориме за отсутство на егоизам. Отсутство на суета и отсутство на самоволие. На онака подло, егоистично, злобно самоволие. Тој однатре го слушал Божиот глас и одел во контекст на Божиото водство. Сега, Божјата промисла била таа, овој Потифар да го земе и да го постави, затоа што му обилил многу, да го постави како оној кој ќе одговара за целиот негов имот. Арно, ама, во овој вако свет никогаш нема мир. Никогаш нема мир. И сега што се случува? Жената на овој Потифар, гледајќи го Јосифа и неговата убавина и неговата младост, во неја се појавува страст и таа сака да легне со него како што ни сведочи Светото писмо. Сега, целата работа е многу интересна анализа. Од каде доаѓа ова? Бог има промисла со Јосиф. И одеднаш му се појавува силно искушение. Јосиф е млад човек. Плюс е роб. Знаете што е роб? Роб е ништо. Не е подчинет. Не е подчинет. Не е подчинет. Роб, ти си ништо. Значи, господарот во тие таму општества, господарот на робот, пошто си ти купен, тој може да те убие и да не одговара никому. Ме разбирате, вие сте ништо, вие сте
дел од покуднината, ме разбирате? Сега ми треба, сега не ми треба. Машина, да. Тоа е роб. Немаш ти никаква волја. И сега, што се случува? Јосиф доживува напад. Сега анализата која е? Кога ние, било кој од нас, оди по Божјата промисла, воден од самиот Бог и осведочуван од Божиот дух, немој да мислите дека искушение нема да има. Искушение ќе има. И внимавајте, Јосиф воден однатре од самиот Бог и со сериозна љубов и достоинство и почит кон својот Господар и така натаму те бегал од сите итри игри на оваа негова, односно жената на неговиот Господар. До кога? Се до еден момент не паднал Јосиф, не се прави. Но внимавајте што се случува. Таа кога видела дека не може да го намави, да го, пазете, да го одвлече од патот. Еве како Емилија, што правевме му обед премалце, Емилија тренира. И се доаѓа една другарка и вика: "Слушај, Емилија, земи ме екстази и да видиш, нема да трчаш, има да леташ." И Емилија може да земе една екстази, па после ти вика: "Чекај, ајде да пробам исто нешто друго." Не разбирате? И сега, тука си искушенијата. Тоа е пројавата на злото. Што е целта на злото? Да не отклони од патот. Да не отклони од промислата и да не отклони од Божјата воля. Целта на злото. Тоа е. И сега кога ова не можела со страст, не можела со притисок, тогаш тргнува со најсилното оружје на злото во овој свет, а тоа е клевета. Клевета! Значи, кога Јосиф бега, кога во еден момент, значи Јосиф одбива дури и да се сретне со неа, таа ја зграбчува неговата наметка. И внимавајте што вели. И таа ја задржа облеката негова кај себе, додека си дојде Господарот во домот свој. А тогаш и нему му е покажа истата работа велики. Слугата евреинот, што го доведе кај нас, дојде кај мене и ме осрамоти, сакајќи да легне со мене. Но кога чуде га подигнав глас и извикав, тој ја остави облеката своја кај мене и избега. Внимавајте. Клевета. Знаете ли што значи на грчки дјаволос? Клеветник. Клеветник значи. Тоа значи. Клевета. А што е клеветата? Клеветата е да ја употребиш невистината, против некој кој чекори во вистината. За да го оцрниш пред другите. Значи, не можеш да го отрнеш од патот. Не може да го отрнеш од патот. Не може да го извлечеш од Божјото водство преку искушение. Тогаш ѓаволот оди со најстрашното оружје, него клевета. Клевета, значи говори за тој човек лага. На другите, говори им лага, извртува и ги работите. И сега, внимавајте, вие можете ли да одите кај секој и да кажете: "Не, тоа не е вистина"? Јосиф, роб, зар он можел да оди и кај тие аристократи таму и каже: "Не бре, она мене"? Кој си ти, човече? Ти немаш никаква моќ. Тоа не се случува во секојдневниот живот. Кога ќе пушти некој клевета за нас, односно кога не клеветникот преку некој кој му слугува свесно или несвесно ќе пушти клевета, вие можете ли да одите кај секого и да ги исправате работите? Ама знаете ли што значи клеветата? Кај оние што ќе ја примат во својот ум. Тие ве гледаат така како што вие другите говорат за вас. И сега сите почнале да го гледаат Јосифа, иако пред тоа го знаеле каков човек е, сите почнале да го гледаат како насилник. И сега што се случува?
Повторно тој момент. Бог преку допуштението, преку волјата на злото, си оставува својата промисла. Јосиф го носат во затвор. Армама! Многу интересно е тоа. Што има некои мобилни таму. Внимавајте! Јосиф го носат во затвор, ама што се случува? Сам дека тоа понатаму. 39, 32. Што се случува? Во затвор, а таму се случува следното. И тој остана таму во затворот, но Господ беше со Јосиф. Повтора се. Господ. Значи зло му прават и Бог го води. И Господ беше со Јосиф и внимавајте, ја изли милоста своја над него и направи да му омиле на управникот на затвор. Та многу интересно. Значи, пак Божиот дух, Божјата пројава во него цело време. И што е тоа Божјо водство, Божјо осведочување. И ќе видиме понатаму како всушност ова Божја промисла се спроведува преку двајца слуги на фараонот. Еден пехарник кој му сипувал вино на фараонот, другиот пекар и така натаму, и овие сонуваат сон. И овој винарот, пехарникот и овој пекар. И Јосиф им го толкува сонот. Но не вели, јас сум сонотолкувач. Ја не сум јасновидец, ја не сум маг, ја не сум окултист. Внимавајте. Него по Божја промисла Бог му говори внатре и во него и ово им кажува што ќе им се случи. Му говори дека за 3 дена од тој ден, како таму било, овој пехарникот ќе биде ослободен, а овој пекарот ќе биде обесен. Таква била Божјата промисла. Само тоа го кажа што ќе се случи. Понатаму, кога Јосиф говорил со овие двајцата, а особено со пехарникот, му кажал, кога ќе биде ослободен тука, да се сети за ова дело што му го направи. И не случайно, затоа што Јосиф бил 2 години тамо во затворот и после 2 години фараонот сонува сон. Познаете тој сонот со 7 крави, суви и овие дебелите. 7 богати години, 7 сиромашни години и така натаму. Фараонот го сонува тој сон, почнува да прашува што тоа значи, никој не можел да му даде одговор и пехарникот се сетил. Божјата промисла. Пехарникот се сетил, Јосиф му го протолкува сонот на фараонот и му кажува што треба да направи, но повторно вели, не јас, Бог во мене. И тоа му го кажа, тоа ќе ти се случи. Тоа е Божјата промисла, тоа е нешто што ќе се случи во твоето царство, 7 богати години, 7 сиромашни години, и ти треба во тој период од 7 богати години, што Господ ќе ти ги благослови да собереш жито за 7 сиромашни години, за да имаш за целото твое население. И сега, а фараонот си рекол, а сега кој ова да го направи? И тогаш го говори она што го кажав предновце, вика, Духот Божји е во овој човек. Па јас не можам да најдам подобар управник од тебе, од Јосиф. И, внимавајте, Јосифа го поставува веднаш под себе. Знаете што бил фараонот во Египет? Ево е многу интересна работа. Ово е икона на најдов на патриархот Јосиф. Да. Тој бил наместник, односно десна рака на египетскиот фараон. Иако јас
барав така точно да видам кој би можел да биде овој фараон во премиера во владата на фараонот. Немал тој влада. Што направите? Ајде, собери го сега. И сега, понатаму, тие 7 години богати, се полнат житниците, Јосиф го уредува сето тоа, доаѓа 7 гладни години, Јаков и неговото племе, неговите синови немаат што да јадат, голем глад, и тие дознаваат дека во Египет има жито. И одат и праќаат своите синови во Египет да купат жито. И таму тогаш се случува таа средба помеѓу Јосиф и неговите браќа. Но внимавајте мудрост. Јосиф не истрчал веднаш и каже: "Јас сум Јосиф!" Видете? Што направија вие? Додовте да молите пред мене. По логиката на нештото, видите, кога ќе ви направат некои луѓе лошо, или не знам тамо што се, и после вие сте сега мојтне, они се никој, охо. Така, но да не говорам за целиот тој процес што се прави Јосиф за да потикне покаяние кај своите браќа. Да потикне покаяние кај своите браќа. Прво го ставаат Венјамин, затоа што Венјамин му е брат од иста мајка. И така натаму, потоа доаѓа Јаков и тогаш се случува таа средба помеѓу Јосиф и неговите браќа, и неговиот татко. И што е најинтересно, се случува ова. Значи, Бог му говори на Јакова: "Јас сум Бог, Бог на твојот татко, не плаши се да слезеш во Египет, бидејќи таму ќе направам од тебе голем народ." Значи, Јаков, кога треба да оди кај Јосиф, затоа што Јосиф го поканил, односно со дозвола на фараонот, Јосиф го поканува својот татко и своите браќа, односно тоа мало племенце, да дојде во Египет. И пазете сега, и тоа тамо во делтата на Нил, тамо биле од почеток, и кога дошле евреите, односно кога дошло тоа мало племе на Јаков и неговите синови во Египет, тие не биле робови. Но, внимавајте, со текот на времето се исполнило ова Божјо ветување. Тие станале голем народ во Египет. Голем народ во Египет, и тамо со 400 години, но во последниот период биле толку зголемени квантитативно, значи толку многу се намножиле, што египетскиот фараон почна да се плаши од нив, па нели знаете, кога ги убивал првородените и потоа Бог преку Мојсија ги ослободува евреите од египетското робство. Сега, како резиме на сето ова, дали вие приметивте како Бог преку една личност ја остварува својата идеја, односно својата промисла, својот план за еден народ. Говориме за еврејскиот народ. Но внимавајте, Бог немал само за цел да го умножи еврејскиот народ во Египет, туку Бог ја спроведува својата идеја, односно својата промисла, својот план за спасение на светот. Тој го вели на патриархот Аврам дека преку него, преку неговото семе, преку неговото поколение ќе бидат благословени сите народи. И сега внимавајте, преку Аврам, Исак, Јаков, Јуда, како што оди благословот од Јаков, од јудиното колено, ќе се роди кој? Месијата, спасителот на светот. Значи, дали приметувате како Бог делува во овој свет преку личност, еве конкретно сега говоревме преку личноста на Јосиф, и тоа негово делување не е само заради него, туку е и во еден поширок контекст, и заради неговиот народ, но и за целото човештво. Исто така, кога го читаме Светото писмо, ние гледаме Божјата промисла и со Свети Јован Крстителот, како било неговото раѓање, неговиот живот, водството што Свети Јован Крстителот го имал од Бог. Кога читаме Светото писмо за Шаул,
Шауле Павле, Савле, е фарисеот Шаул кој ги гонел христијаните. Внимавајте, по логиката на нештото, Бог Шаул го избира за свој пратеник, за свој апостол, а Шаул Савле ги гонел христијаните, односно го гонел телото Христово, заедницата Христова е гонел. Христос го гонел. И Христос кој му се јавил вика, зошто ме гониш? Ама кој е била промислата? Реку овој Шаул, Бог да го подигне Паулус или Павле и преку апостолот Павле, во силата на Светиот Дух, да преобрати лјадници голи. Тоа е, браќа и сестри, тоа е мистеријата, неискажливоста на Божјата промисла. Тоа е Божјиот план во овој и ваков свет. И една работа. Божјата промисла, Божјиот план, Божјото делување, Божјото водство во овој свет е еден од доказите, сериозните докази за Божјото постоење во овој и ваков свет. Затоа што Бог делува во овој свет. Бог делува во овој свет. Значи, ние христијаните не сме деисти. Тоа е еден филозофски термин, што значи прифаќање на тоа дека постои Бог, ама Бог нема врска со нас. Ние веруваме во Бог кој делува во овој и ваков свет. Кој делува преку личности, кој делува преку заедници, кој делува конкретно преку старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, до доаѓањето на Месијата, а денеска делува преку неговото тело, а тоа е црквата. Е сега, ова беше библискиот аспект. Е сега, како Бог и дали Бог делува во нашиот живот? И како започнува Бог да делува во нашиот живот? Како ние тоа го осознаваме? Да, тоа е многу битен момент. Ај се за Јосиф. Внимавајте, што беше карактеристично за Јосиф? Што беше карактеристично за Јосиф? Што пројавуваше тој? Смирение. Смирение. Една од битните карактеристики на тоа дека некој човек е под Божјо водство е состојбата на смирение. Разбирате, состојбата на смирение. Но рекол предмалку, смирение не значи опуштеност и релаксираност. Не. Смирение значи отсутство или сериозна борба, битка против егото, против суетата, против подлата своеволност, злоба и целата таа отпадната природа во нас. Што мислите дека, еве да направиме една анализа, кога оваа жена на египјанскиот господар го насилувала Јосиф, што мислите дека во него немале разни помисли, состојби? Сега ние предпоставуваме, разбирате се, а? Но и тоа е, значи, видите, ние во Светото писмо гледаме живи, конкретни личности кои си имале своји вакви онакви состојби. Еве да видиме за царот и пророкот Давид. Тој паднал за жал во едно искушение, но после тоа поучен од пророкот Натан, со горешни солзи, од таму е изнедрени 50-тиот псалм, го молел Бог да му прости. Значи тоа е, сега ние што да правиме? Некој човек успева да оди по промислата Божја, по водството Божјо, но некои паѓаат во искушение, некои се отпаѓаат од патот. Што мислите кога Петар, Шимон се откаже од Христос, не отпадна од патот? А кога Јуда го предаде Христос, не отпадна од патот? Па едниот и другиот отпадна од патот. Од промислата. Само што овој едниот се врати преко покаяние, а другиот како плод на својата егоистичност и гордост да си признае, тоа го однесе во очајание и тој заврши со самоубиство. Страшно. Тоа е тоа. Е сега, како што реков, како да го препознаеме Божјото водство во нас? Многу тешко.
Многу тешко. Затоа што денеска многу луѓе велат дека се водени од Бог. Имате разни вакви, разни однакви, покип се јавил, она, вамо, само што ви кажам. Значи, не сте вие тие кои треба да си умислите дека сте водени од Бог. Пошто на крај што значи Божјо водство? Ние сите сме водени од Бог. Па видите, ние са бали кога се разбудиле, ние на Бога му благодариме што ни го поделил новиот ден. Но сите сме ние водени од Бог. Бог делува во нас. Ама целата приказка е која е Божјата промисла со нас во овој ваков свет. Кој е неговиот план со нас? Што треба ние да направиме? Чек, полека са. Кој е многу интересен момент. Значи, ние, оние кои навистина имат Божјо водство, тие тоа не го ни приметуваат. Да ги кажете зошто? Па затоа што се смирени. Па тоа е природна состојба кај нив. Баш така, ти благодарам се да говорам. Видите, тие се смирени, они и да го чувствуваат Божјото делување, тоа е една природна состојба и они не се фалат со тоа. Не прате глава, јас сум избран од Бог. Дојде кај мене. Не е без именување. Нема да именувате, немој да си паѓате од стапица. Втора работа. Тој што е избран од Бог, го препознават оние кои се исто така избрани од Бог. Повикани, водени од Бог. Разбирате? Пошто нивните души се наоѓаат, ајде да кажам, во иста духовна фреквенција. Ви разбирате? Сега, кога човек ќе открие внатре во себе, кога ќе го прифати тоа со својата свесност, дека има Божјо водство, ама со посебен план, внимавајте, со посебен план, после ќе зборам и за многу други аспекти, со посебен план. Многу е битно, браќи и сестри, тоа искуството на црквата ни го говори, да биде под духовно раководство, под духовно надгледување на личност која исто така има Божјо водство. Затоа што тие луѓе што имаат Божјо водство се особено под удар на клеветникот. И сега мора некој да ве заштитува. Особено во првата фаза. Па и понатаму. Мора некој да ве заштитува. Значи тука е духовниот раководител, но искусен духовен раководител кој има искуство со сите овие нешта. И понатаму една здрава заедница. Тоа би било една здрава црковна заедница. Сега, внимавајте, понатаму, ако Бог има конкретна пројава во вашиот живот, водство, не се наметнувајте вие сами на Бога да му кажувате што он да прави со вас. Туку напротив. Знаете што треба да направите? Значи, ќе видите кои дарови и способности Господ ви ги дарува како личност. А потоа и полека ќе го си го откриете дарот на Светиот Дух. Тоа е малце повисоко ниво, малце повисока духовна зрелост треба. И преку дарот на Светиот Дух, вие полека тој дар може да биде дар на слово, дар на исцелување, дар на организирање, дар на утешување. Многу дарови и плодови, ама внимавајте, даровите и плодовите на Светиот Дух се врзани. Мора да имаш плодови да пиеш дарови. Затоа што мора да имаш плод од животот во Светиот Дух. Па за добиеш и дар. И сега кога се добие дар од Светиот Дух, тогаш вие тоа го осознавате затоа што добивате нешто што е, ајде да кажам, нешто, она што го зборуваше митрополитот Наум, нешто надприродно во вас. Значи, не само природни способности и можности, веќе имате некои надприродни способности и можности. Ама таквите луѓе тоа не го дефинираат како нешто надприродно. И они го одржуваат тој свој дар во состојба на смирение. Во една сериозна, некомпромисна битка со своето его. Некомпромисна. Не смееш да попуштиш ни малку. Попуштиш ли, клеветникот доаѓа, тој така те клевете и цело време е околу тебе. Попуштиш ли, готов си. Тоа е сериозна битка. Значи, цело време, пошто непријателот осознава, ме разбирате, кога вие почнувате да ја сведочите Божјата промисла, Божјиот план, и тој непријателот доаѓа и се бори против Бог во вас. И затоа тука има една сериозна духовна битка и бара сериозен духовен живот. Крајно сериозен духовен.
Ние во православната црква тоа го нарекуваме подвиг. Пост, молитва, послушание, причест. И тоа сериозно. И тогаш ке вие ќе сватите вака, кога го имате тоа во себе, тогаш подвигот кај вас е нешто природно, затоа што мора да постои за да се одржи во оваа состојба. Без подвиг, тоа исто со Емилија за трчањето. Таа може да победи на маратонот, ама ако сака да победи на следниот маратон, таа не може да се опушти и цел ден да гледа телевизија, да си игра на компјутер. Па ќе изгуби кондиција. Мора да има тренинг. И, значи, во дух на смирение Господ полека, според вашите личностни дарови и потенцијали, според дарот на Светиот Дух, полека ве води во остварување на неговата промисла. Во остварување на неговата промисла преку вас. И сето тоа се случува во дух на ваше лично смирение и послушание кон Бог. Преку извршување на неговите заповеди и на неговата волја. Тука е тоа една мистерија што не може никој рационално да изрази, еве јас се трудам тоа да го направам, но тоа секој си го знае внатре во себе. Thank you.